Ако се уште не сте одлучиле каде да поминете неколку пријатни денови во жешките летни месеци, како дестинација која ви ја нудиме, тоа е островот Крф. Воздухот во кој може да ги осетите аромите на маслинката, трикизно-морската вода и историјата, со сигурност вашиот престој би го направиле незаборавен. Крф е островот каде прекрасната принцеза Елизабета, позната како Сиси, во мир и спокој во длабоките палмови сенки го поминала остатокот од својот живот. Овде на островот, прекрасната Клеопатра, кралицата на Египет, заедно со својот љубовник Марк Антони, одмарале за време на војната против Октавијан Цезар. Токму на овој остров, Посеидон, богот на морето, го уништува и бродот на Одисеј, кралот на Итака. Екипата на телевизија Ирис во наредниве неколку минути во соработка со туристичката агенција Атлантик ќе ве однесат на едно незаборавно патување, дестинација која задолжително треба да се посети. До островот Крф наедноставно се стигнува со траект, на кој може да се качите од пристаништето Игуменица. И додека патувате повеќе од 1 час, слободно може да се препуштите на мислите и да уживате во морската бесконечност. Нашата камера дзирне и во бродската кабина, од каде што капетанот, вклучувајќи ги сирените, го означи и крајот на патувањето, но истовремено и почетокот на една нова авантура. Крф е остров со богата историја и природна убавина. Уште е познат како скапоцен камен во Јонското море. Тој спаѓа во групата на 7-те Јонски острови. Се протега на површина од 579 километри квадратни, а има околу 113.000 жители. Главен град е Крф, во кој живеат околу 40.000 жители. Според грчката митологија, островот го добил името по ќерката на Аспос, бог на истоимената река, нимфата Керкира, која ја грабнал Посеидон. Се наоѓаме на островот Крф, еден од поубавите острови од архипелагот на Јонското море. Освен островот Крф на Јонското море, доаѓаат и островите Кефалонија, Итака, Закинтос. Овој остров има некаде околу 120.000 жители. Интересно место, посебно ако дојдете за Великден, да ги видите како доаѓаат повеќе грци од повеќе области токму овде каде ние се наоѓаме покрај кеот на Јонското море. Никогаш да не заборавате да ја посетите палатата на мадам Сиси или австро-угарската кралица Елизабета II. Понатаму да отидете до Палео Кастрица, да го видите тој западен дел на островот каде што се спојува Јонското со Јадранското море и Отранската порта. Тука е скаменетиот брод на Одисеј, кој се наоѓа тука. Понатаму да не ја посетите црквата Свети Спиридон, кој што Свети Спиридон е заштитник на островот Крф. Да ги видите стариот и новиот затвор, или Јаковото пристаниште. Понатаму да ги прошетате интересните бутици и кафетерии, да прошетате по улицата Листон, која што датира од времето на француските демократи кога биле овде, од Наполеон Бонапарта, и нобилите се движеле овде. Понатаму, за Великден да бидете на плоштадот Спинада. Ово е еден од најголемите плоштади на Балканот. Еден од најшумовитите острови, заедно со и други острови, е островот Крф. Овде имате преку 40.000 разни видови на зеленила, на дрвја, на цвеќиња, на орхидеи и така натаму. Сето ова дава таа опина миризба која што и ние осеќаме тука и просто човек може да се восхитува само и да се опијани од убавината на овој остров.
Се наоѓаме во местото Канони, еден од најубавите видиковци овде на островот Крв. Ова е најубавиот поглед и секоја разгледница за секој посетител кој би дошол овде може да дојде тука и да ужива во прекрасната гледка према црквата Пресвета Богородица од Влахерна и према Глувчевото острово. Инаку Каноните потекнуваат уште од Француската револуција, кога французите го освоиле островот Крв и ги поставиле Каноните токму овде каде што ние сега се наоѓаме. На само неколку метри од Канони се наоѓа аеродромот, па така додека уживате седејќи во местните таверни, може да ги гледате како полетуваат и слетуваат авионите. Десетина километри јужно од главниот град се наоѓа палатата Ахилион, која во чест на Ахил ја подигнала австриската принцеза Елизабета, позната како Сиси. Принцезата Сиси, позната по својата меланхоличност, по тоа време се сметела за една од најубавите жени во светот. На 16 години му станала сопруга на цар Франц Јозеф. Му родила 3 деца. Суровоста на животот ја искусила со смртта на својата првородена ќерка, која имала само 2 години. Подоцна, откако се самоубил и низиниот син, принцезата се повлекла во себе, а својата здравствена и душевна состојба ја лекувала на крв. Влюбена во грчката митологија, но и во херојските подвизи на Ахил, кои за неа представувале персонификација за смелост и мажественост, ја изградила Ахиловата палата. За жал, во Ахиловата палата е забрането снимање, па екзотичните паркови во кои растат орхидеи, големите палми и статуите на Ахил кои гордо гледаат кон морската шир, соодветно не можеме да ви ги доловиме. По атентатот на принцезата Елизабета во 1907 година дворецот го купува германскиот цар Вилхем II. Позади мене е палатата на Ахилион. Ахилион палатата или палатата која што има направено царицата Елизабета II, посветена на Ахил. Поточно царицата Елизабета II била влюбена во воинственоста на Ахил и затоа го става името Ахилова палата. Ова е едно од најзначајните места овде на островот Крв. Историјата кажува дека самата царица, принцеза, сопруга на Франц Јозеф, овде се излекла од туберкулозата која што во тој период била присутна. И она била самата болна од тоа. Со многуте дрвја и со многу убавата природа која што ја дава самиот остров, едно изворедно место кое што може само овде да се види и човек да го доживее само ако дојде еднаш овде. Внатре ќе ги видиме собите во кои престојувала ова убава австро-унгарска царица, ќе ги видиме оригиналните кревети, огледала и сите предмети со кои што располагала царицата. Двете статуи кои што се Ахил воин е високо 11,5 метри, 4,5 тона. Кајзер ја донел оваа статуа овде и со неговиот брод и со тоа сака да покаже и неговата големина. Тоа е многу убава статуа, ќе ја видиме и подоцна. И Победен Ахил, тоа е статуата која што принцезата Елизабета II има донесено овде. Победен Ахил и тука е представена стрелата која како е ранет Ахил во петата од страна на Парис во битката помеѓу Троја. Принцезата сакала да ги спои католицизмот и православието, инаку принцезата била католик, но овде на островот Крв
освен што повеќе живееле православни, тука имало и католици. Практично католиците биле дојдени кога островот бил под англиска власт. Тогаш дошле 3500 католици од Малта, кои што биле градители на овој остров и на некои многу значајни историски музеи и така натаму, кои што во центарот на градот можеме ќе ги видиме подоцна. Тука се во просторијата на Сиси можеме да забележиме како на едната страна е представена католичките фрески, а на другата страна е прикажано христијанството и преубавата слика која што и се на едно незино патување каде имало невреме додека стигне до островот и се јавува на сон и не на сон, туку и се јавува во јаве Пресвета Богородица со Исус Христос и кажува дека ќе ја помогне да стигне до островот и немане времето да биде ковно за незиното патување. Ахилеоновата палата е една од најпосетуваните туристички атракции, изградена 1891 година. Иако архитектонски е бечки дворец, на балконите може да се видат статуи на ликови од грчката митологија, кентаври и нимфи. На самиот влез од палатата во природна големина се наоѓа статуата на принцезата. Десно од влезот се наоѓа капелата, каде што принцезата успевала да го пронајде својот мир. Под куполата се наоѓа фреската на која е прикажана судењето на Исус Христос, а веднаш под неа е иконата на Богородица. Во другиот дел од палатата може да се видат автентичните предмети на принцезата. По патеката која води до главниот дел од дворот се поставени статуите на Артемида, Афродита, Аполон и Хермас. Во централниот дел на дворот пак се наоѓа статуата на Ахил, кој сака да ја извади стрелата од неговата пета. Помеѓу четирите огромни палми се наоѓа можеби наимпозантното дело Ахил триумфалец. Овој Хомеров јунак од ова место го надгледува целиот остров, штитејки го од лошите богови. Велат ако не сте ја посетиле Палеокастрица, исто како да не сте биле на крв. На 25 километри од градот се наоѓа земскиот рај. Монденско место, каде што ќе ве дочекаат песочните плажи, теркизното море и ресторанти од каде што се шири мирисот на морските плодови. Овде се наоѓа и вилата на познатиот руски милиардер Роман Абрамович, а се снимени атрактивни сцени за еден од последните филмови за Джеймс Бонд. Се наоѓаме на северната страна на островот Крв, во местото Палеокастрица. Позади мене се наоѓа местото каде што се спојува Јонското со Јадранското море или Отранската порта. Ова е најидилично место кое го посетуваат туристи со еден висок стил на туризам. Првото туристичко место е ова Палеокастрица. Бојата на морето се разликува во Палеокастрица од било која плажа на островот Крв. Тука има тиркизна боја водата, а тоа се допринесува оваа природа околу нас што ја гледате. Доваѓаат луѓе да уживаат во бојата на водата и да уживаат во тишината и шумот слушајќи го само шумот на морето овде во Палеокастрица. Рестораните и свежата риба може да ви го направат одморот прекрасен. Карактеристично за Палеокастрица е и црквата на Пресвета Богородица која се наоѓа на едно големо возвишение. Овде се наоѓа и големата школка која што е тешка 350 кг и имаме остатоци од праисториски животни. Рбетот се гледа тука на некои праисториски животни. Инаку според митологијата овде се наоѓа и скаменетиот брод на Одисеј. Практично богот на морињата Посейдон се налютил еднаш во
во тоа време и го скаменил бродот на Одисеј. Ова скаменето бродче до ден денес е така како што го оставил богот на морињата Поседон над влезот во Палео Кастрица. На влезот во Палео Кастрица можеме да ја видиме и лавовската глава во лев профил. Верувањата кажуваат дека оваа лавовска глава служи и верувале луѓето во тоа време дека ја штитело Палео Кастрица од секакви злочини. На самиот врв на Карпите под морската шир се наоѓа манастирот Панагија. Одовде погледот ќе ве остави без див. Манастирот бил изграден во 1225 година. Откако бил срушен во 18 век, повторно бил возобновен. Во него има и мал музеј, каде што се чуваат вредни икони и црковни книги. На враќање од Палео Кастрица задолжителен одмор во фабриката за производство на ликер и сладко од овошјето кумкват. Расте само на крв и Сицилија, а ќе ве плени со својот изглед на мала мандаринка и сладко-горчлив вкус со пријатна арома. Нашето копнено крстарење продолжува во градот Крв, чие старо градско јадро се наоѓа на листата на УНЕСКО на светското културно наследство. За разлика од другите делови на Грција, со крв никогаш не се владеале турците. По Византија со крв владеале венецијанците, а потоа французите па англичаните, кои во 1864 година му дале независност и му овозможиле да се припои кон матичната земја. Заштитен знак на главниот град се десните и поплочени улици, со камени згради во венецијански стил. Продавници на сувенири, кафулиња, ресторанти, бутици и златари. Интересно е тоа што сите прозорци имаат зелени дрвени капаци, а балконите се украсени со живописни цвеќиња. Овде може да купите сувенири кои не би ги нашле на ниту едно друго место. Рачно изработени украси од дрво, мирисливи сапони од маслиново масло, сладко и ликер од кумкват. Островјаните со гордост тврдат дека нивниот плоштад Спијанаде е и најголем на Балканот. Овде со својата живописност ќе ве воодушеви и улицата Листон, која е најексклузивното место на Крв. За Крв има уште многу да се зборува. Да се зборува за Јонската академија која е изградена од камен донесен од Малта. За затворот кој претходно бил градска тврдина. За паркот на писателите. За огромните кактуси и палми, за таверните, ресторантите, вкусните јадења, гостопримливите островјани. Просто е невозможно за неколку дена да ги видиш сите убавини на овој остров, кој без див го оставаат секој добронамерник.